ристиски, човек на кој по правилото на судбината му беше запишано дека треба да биде вистински домаќин. Најпрвин сам, како младо момче, битен му беше интересот да биде во текст со современите движења и со собствен труд да се воздигне паралелно со современите текови. Животната паралела од неговото раѓање во 1948 и не дозволуваше раскош во размислата за подобро утре, се можеби ако самиот не си дозволеше. Потез за кој често за време на неговото растање и созревање представува на некој начин животен ризик. Тоа е времето кога Ѓоре искажува незадоволство од колективното работење и одлучува да постане собственик на својата душа, најпрвен со потези за напуштање на колективните работни места, а подоцна со трудов влог настојува да се доближи до поимот сам свој газда, кога во далечните 70 години од минатиот век одлучува да ги удри темелите од неговиот иден работен и животен објект, кој на некој начин повторно ќе биде близок до сите – кафе, ресторан, ловец. Згужван под бикината на заобиколниот пат Охрид Струга, од десната страна подигнува објект чие име ќе краси неговата трудољубивост до крајот на животот. Тие се годините кога заживеа име кое нема да се заборави многу повеќе векови во споредба со името на градителот. Произлезе ловец, најпрвин како мејана од стилот на тогашниот начин на живење, подоцна мотел, како денес би бил забележан во книгите на туристичко-угостителски понуди со специфични и единствени карактеристики во поднебјето. Следејќи ја намерата за изградба на ваков објект во Охрид, ги следиме идеите на градителот да се направи градба со душа која ќе ги следи навиките и традицијата на народот кој го опкружува. Ето ја размислата на Ѓоре Ристески да се ослободи од наредбодавачкиот однос на работодавач по принципот на ура и да се заложи за идеи кои ќе го водат него и неговото семејство по традиционално зацртаните патеки на еден просечен македонец, односно едно просечно македонско семејство. Во идејата е поддржан од младата Милка, која подоцна постанува званична домаќинка, жена со слични идеи, да твори животни вредности кои доликуваат на македонското семејство. Новоизградениот објект под заткрило на кафе-ресторан Ловец добива и 3 принови, 2 ќерчички и 1 син. Најпрвин Наташа во 1974 една година подоцна Илче, а после третата година и Маријана. Растеа подеднакво како и домот. Тие со идеи да напредуваат во општеството, а домот да се воздигнува најпрвин во реномиран ресторан за специјалитети од дивеч, подоцна во улога на мотел со можност за прибирање на конак на патници намерници и најпосле во реномиран хотел кој започна да нуди единствени услуги по прашање на кулинарството. Во сплетот на измени, само Ѓоре остана неизменет. Тој до последниот момент како мајстор висеше по терасите и прозорците со намера да ги вклопи по својата замисла за градба, напомнувајќи дека туѓата рака не чеша, што би рекол дека тој не може да живее ако не работи. Уште повеќе, ако најмнемиот мајстор не му излезе во пресред на идеите за градба. Тој всушност беше мајстор по градежништво, толку умешен, што денес и најискусните од таа област би му оделе признание. Само на Ѓоре му успеа почетните темели од стариот Ловец да ги задржи во денешниот современ објект и притоа да не ја изгуби планираната замисла за градба, ниту пак да ја наруши статиката на објектот. Ако вика дека само сиромавиот гради по неколку пати, не, Ѓоре никогаш не бил сиромав, напротив, преголемото богатство пред се во душата како човек, по работната вредност, умешноста и надеждите дека гради дом за своите најблиски, го исвела на подиумот не само на заслужните, туку и на подиумот на ретко упорните луѓе.
Како поинаку би се објаснила изградбата на објектот наименуван по неговото име, ранчот на Ѓорѓија. Објект низ кој продефилирала обработка низ ѓоревите раце, слични како и градежните операции на хотелот Ловец. Уште повеќе, тој од ранчот направи објект толку голем, што би можел да се забележи од невидена оддалеченост. Заградени неколку квадратни километри шумска површина, може би нема да се види од месечината, ама затоа би биле забележани од лед со воздухоплов максимално оддалечен од земјината површина. Токму тоа сакаше да го види и Ѓоре, да се воздигне во височините и да се гордее со гледката за она што го стекнал низ животот. Да ги види објектите на улица Железничка во Охрид, кои исто така се забележителни оддалеку, и најпосле да се почувствува како успешен господар на собствената душа. Ете зашто Ѓоре Ристевски се одлучи да лета. Грешката беше само во приведението, кое не успеа да го регистрира. Денот на Голема Богородица беше секогаш максимално почитуван од Ѓоре, особено после трагичната смрт на неговиот син Илче на 24 април 2006, кога поради попреченост на патот од автомобил изгуби контрола на своето возило на две тркала. Во моментите на тага како да му се врати присетувањето на македонскиот традиционален живот, едноставен, но безбеден. Често посакуваше наместо современите силни машини на две гуми, кои всушност му го зедоа живото на Илче, да сретне коњаница од безброј коњи. Во таков случај тој ќе ги назоваше, ќе ги напоеше, а јавачите ќе ги почестеше со пилок. Си заминуваа, ама и се враќаа. Во споредба со машината која понекогаш зема се без враќање. Земајќи го тоа во себе како дел од собствената неизбежна судбина, Ѓоре продолжува да ја негува и желбата на Илче да се развива и живее главниот резерваат, инаку и двајцата влюбеници во него. Колку за присветување, издвојуваме неколку архивски материјали од нивниот заеднички хоби, ловот и ловниот резерват. Денес без малку допладне на хубато теренското возило на Иле и Ѓоре Ристевски од Охрид испред мотелот Ловец стоеше уловено неидентификувано животно. Станува збор за еден од големите непријатели на стадото овци кои се движат по падините на Караорман и Славе планина. Со оглед на неговото долго ашикување и земање на она што не му припаѓа, луѓето од поодамна можеле да му дадат име Злоочко, например, или можеби Острозабиот волк. Сега кога е пред нас, констатираме, Острозабниот е всушност волчица. У нејзиниот изглед забележуваме дека многу и одговарало јагнешкото месо. На неа не се чувствува никаква истоштеност и покрај грижата на 7 нејзини чеда, малите волчиња, кои исто така добро подхранети после првиот истрел, итро се раштркале по просторното царство. Но таа е тука. Авантурите произлезени од нејзиниот живот умреа за секогаш, што не значи дека е овде крајот и на авантурите од нејзиното крзно. Одејќи по народната за покојникот се најубаво, дозволете за наредните минути да ја прогласиме како шумска или дива дама
и за неа за последен пат да ја отпееме беседата насловена како «Сторија за една волчица». Волчицата е отепана во Горна Деврца, во планината Караорман, непосредно во близината на овците кои се набачило на есениште од село Песочани. Стефан, газдата на овците од село Песочани Соровски, неколку наврати ме нудеше, идеше овде, ме молеше, дојди Ѓоко, имаме една волчица која ни прави големи штети во овците. Јас немајки време, со работа, овде со мотелот, обврски, лево-десно, одлучив денеска, во недела со мојот син заедно станавме рано изутрина, во 5 сатот, отидовме во непосредна близина, кај што се движела волчицата, така да успеавме во 7 сатот да ја ликвидираме. Ќе биде пуштено на штавување, ако биде добро штавена, ќе биде поставена како трофеј во ресторанот Ловец. Очигледно е дека овде јасно е изразено задоволството од заедничкиот ловечки успех. Уште повеќе, посетата на ловниот резерват не можеше да се замисли без двајцата, особено за време на часот на тренинг на кучината ловџии. При едно видување на ранчот кај Ѓорѓија, телевизија Морис им посака да им се множат дивите свињи, срните и зајаците. Ем блосувано, ем врза. После 28 август 2008 Ѓоре на својот резерват остави над 200 диви прасина, 15 на срни и многу диви зајаци. Единствено кучето Гаро не можеше да ја поднесе тагата за домачинот и покрај подкрепеноста со здрава храна и надзор на ветеринар, за неколку денови по смртта на Ѓоре умре и тој. Приказната за ловниот резерват не е случајна во овој запис. Само една година порано од годината на трагичната смрт на Ѓоре, токму на тој ден во ранчот кај Ѓорѓија, празникот Голема Богородица беше богато обележен заедно со неговите пријатели. Но Ѓоре беше таков, секогаш бараше повеќе. За таа година, 2008, сакаше празничната радост да ја сподели со сите христијани, да им го честита празникот и по можност да ги почести сите со ручек или вечера. Единственото решение за ваков хуман и христијански потек најде во техничките помагала, како на пример во летечката машина, која ќе го надлета местото со најповеќе на собрани верници и при тоа низ прозорецот од леталото ќе им исфрли памфлети на кои ќе бидат испишани честитката за големиот празник. Успатно, добар дел од летоците представуваа наградни, каде по правило на среќата 100 верници ќе може да се почестат со ручек, вечера или пијалок за двајца во неговиот ресторан Ловец. За жал, при првото повлекување на рака со летоци низ прозорецот од леталото, земјата ги повлече сите на дното. За Ѓоре и за уште тројца патници, ова беше последниот лет. Тој ден Ѓоре изгледаше прекрасно. За прв пат на главата стави шешир, наместо ловечкиот, а стави и темни наочари. Не би ли ја разубавил гледката која тек треба да се појави пред неговите очи. Тој знаеше дека спортскиот авион Цеста СОСТ-72
Skyhawk е доста безбеден четвороседец со оглед на произведените 40.000 авиони од типот 33 ДЦВ, уште повеќе што зад командите ќе седне најискусниот пилот во земјава, 46 годишниот Славко Ѓорчев. Го знаеше и тоа дека воздушната авантура мора да се случи во време трајање од 3 часа од моментот на полетување на цесната од Скопскиот аеродром. За несреќа небото се отвори и направи услови за лет кој требаше да заврши до 13 часот, како половина час после тоа цесната мораше да го напушти Охридскиот аеродром. Тесната временска пресметка како да го поремети редоследот на патници, па така, наместо сопругата Милка, во цесната влезе младиот Јонче, а наместо новинарот, кој требаше медиумски да го забележи настанот, Јован Трпески влезе уште по младиот Гоце. Удобно се сместија, вклучи и видеокамера и пред самото одлепување од пистата гласно извика «Со Господ напред». Уживаа во панорамското посматрање на градот и езерото. Низ бемалку бришан лед ги налетуваа населбите на патот према крајната цел, према Скребатно. Чувството дека во предградка ги носат скреватските планини, најнаш се прекина кога пред очите на над 3.000 очевидци цесната едноставно се сруши. Летот на Ѓоре и двајцата млади патници заедно со пилотот Славчо заврши. Заврше и нивните животи. Еве како изгледаше излетничкото место Скребатно само после третиот минут од несреќата. Темелната истрага од страна на надлежните органи брзо покажа дека несреќата имаат предизвикано летечките параметри кои поради сигурно летење никогаш не е пожелно да се на крајна граница. Така, минималната брзина на авионот, минималната височина на летење и максималната оптовареност се сметаат за клучни предизвикувачи на воздушниот хаос. Поинаку кажано, цесната е доведена во состојба кога е многу ранлива, кога, например, може да изгуби контрола при вртење, при мала промена на режимот на работење на моторот, при померање на тежиштето со померање на патниците во своите седишта, со испуштање на рака низ прозорецот и ред други потези кои го прават леталото неспособно за да се одржи на својот пат.
Што и да се случило, патниците не ќе можат повеќе да не зборуваат за случајот. Тие кинисеа со Господ напред, а може би Господ сакаше токму тоа да се случи. Затоа за нив ние зборуваме. Тие оставиле доволно живот за себе, за да им се присетуваме, да прераскажуваме за нивните дела и да ги носиме во собствените души, како личности кои со својата честност и трујлюбивост ќе важат како идол за гарнирање на животни вредности. Од тука произлезе и нашата желба во овој проштарен запис да вметнеме документи кои со години наназад го отсликуваа нивниот живот. Ова Ѓоко го стекна со многу голем труд и мака. Со него како откако се зедовне имаше тој нешто направено еден дел мал на куќава. И потоа откако се зедовме накнадно цел живот така до последниот ден на животот него градевме и правевме. Ѓоко од првин, пред уште да се земиме, ми раскажуваше дека работел во Илинден струга. После велеше со опинци заминав отаде, рече заминав за Германија. Од тука после беше Чекословачка, преку трудбеник беше ојден таму, во Застава работеше овде. Одеше приватно куќи, работеше, градеше. Така да многу, цел живот го помина со работа. Раскажуваше како бил сиромав од секогаш уште од детството мало негово, како велеше мајка ми чекав да го испечи ченкарниот леп па за да јадиме велит. И така тој на таа голема сиромаштија што имаше во животот и реши да направиме вака од едно малечко ресторанче со 10 маси дали имаше и толку немаше, ко почнавме да работиме. Работевме и дење и ноќе, така да постигнеме нешто. И што сме се заборчиле пари што ни дале, за да ги вратиме. Потоа продолжувавме цел живот така помалце, па еден дел, па друг дел, па трет дел. Потоа зедовме место од другава страна кај што е. И таму исто, тој немаше некоја друга школа, беше тој граѓевинец. Тоа му беше струката. Све што гледате овде, тој сам имат работено со помош наша, на децата, на фамилијата. Така да сите заедно имаме работено, мачено си имаме, а најпоќе јас и тој нормално. Децата уште кога беа мали, толку бевне, прва му беше оваа соба, кај што седиме овде, во Сепарево. Бевне толку сиромашни, да ви кажам право, искрено, мене не ми е срам да кажа за леп пари, немавме железни пари, јас бирав, да ја соберам леп да земам да купам и ќе ми велеше појди земи во комшиве пари, тој имаше голем хоби, му беше ловот, комши оди земи пари, јас после кој ќе онегвам, кој ќе земиме платата, така парите да и вратиме, да тури тој гориво па да одите на лов. Децата овде се родија, тешко, многу тешко сме живееле. Јас го затекнав како ловџија. Одмерак така. Раскажуваше кој бев уште мал, рече со тегнало тепав, рече врапчина, па другарите идеа по мене ги собираа. Па дојде така една пушка, си имаше сам купен од Германија, кога дошол си зел. А после и така натака имаше доста, мислам, оружје купено со дозволи. Голем беше љубител на ловот, така да и се изрази желба, имавме место в село, направи собствен приватен резерват и под концесија нешто има дел земен од него. И така ги размножи, многу свињи имат размножено, имат и срни, и зајаци, мисирки, патки и све. Имат и објект направено сам таму, и фурна, и пушална, све сам тој го изгради тоа. Хотелот и ден денес работи. Ние не попуштаме, макар што вистина многу е тешко, немаме, ја и син ми загина, и маш ми загина, така да многу тешко е да се водит сами ние жени од дома да работиме, да трчаме, ама не попуштаме, има да се работи, да одит напред. Со тешка мака, ама мора да одиме напред. Многу ни е тешко.
никој не те прашвит, мака си имаш, ни како е, ни што е, ни до кај си, имаш, немаш, никој не те прашува, сам си се снаоѓаш и сам ќе си тргаш. Ѓоре Ристевски чуваше во резерватот диви животни, покрај дивите животни имаше и домашни животни, значи од перната живина па до коњ и други врсти на животни, така да тој беше многу страствен љубител на чување на животни и сакаше за сите животни да се води грижа до таа мера, значи, безпрекорно да се одржува нивното здравје. И, значи, човекот беше таков да безпрекорно сакаше неговите животни да му се здрави. Можам да кажам дека предходно значи, да ги внесе сите тие диви животни и домашни животни во неговиот атар, се вршеа превентивни мерки на соодветни терапии и заштити. Значи, многу слушаше докторски совети и стално се радуваше на успехот кога ќе добијаше, кога ќе се размножува без никакви проблеми, затоа што ќе се придржуваше на сите мои совети и стално зборуваше, ево што ти значи кога ќе треба човек да прави се онака како што е пропишано према научни принципи. Сакаше да се изврши анализа и на крвта, па праќаше во институтот во Скопје да се вршат секакви анализи, така да човекот не штедеше во никој случај за одржување на нивното здравје. Често пати се случуваше, некој пати од самото ловење при лов на други места од планината, памтам ќе ми донесеше загари со поголеми оштетувања на мускулатурата, на ножната мускулатура или на места каде што бил зафатен од некоја дива свиња со големи оштетувања, и тој ќе ми речеше, докторе, ако не може да се излечи, дај да извршиме еутаназија, бидејќи не можам да гледам животново како се мачи. Јас ќе му речев, не, Ѓоре, прво ние да дадеме се од себе, да се санираат тие повреди, и дури имаше случаи кога самата предна мускулатура на предна нога беше тотално отсечена и вика, од ова не бидува куќе. Но со моја интервенција се тоа се санира и куќето кога заоде покрај таква една повреда, дури седнавме и се частевме со Ѓоре, беше многу задоволен, вика, ова кога го решивме, овој проблем кога решивме, тоа се до друго, сите други проблеми ќе можеме да ги решиме.
Помеѓу другото, Милка, очите на јавноста беа вперени према ранчот кај Ѓорѓија. Сакаа да знаат што ќе биде со ранчот на Ѓорѓија после Ѓорѓија. Па ние, како што реков јас и предходно, дека стварно тешко се снаоѓаме, ама не попуштаме. Ево гледате дека сепак обновуваме, правиме, доволно имат храна и за животните, го одржаваме, само некаде да може тој да види. Тај народот нека види. Стварно до душа ретко дошле што ни помогнале луѓе, ама самите претежно се мачиме. А имат и одреден ден на круг на некои пријатели негови што се дојдени, што ни помогнале. Во име на Ѓока ние ова го чуваме. Не оти дека имаме некоја корис од него. Само носиме, а ништо не земаш, само даваш. А не земаш, а во име на Ѓока го чуваме и ќе го чуваме, а не попуштаме за тоа. Многу ги сакаме животните. Ѓокото ни го остаде нас. Тој беше исто љубител, исто така и ние. И поравно ние исто две мечина ги ранев, јас ко дечина мали близначина ги одгледав, па ги дадов во Скопје во зоолошка градина. Исто и сега имаме. Ние им се приближуваме на животните, ги сакаме, ги негуваме, ги галиме кои ќе дојдат во близина наша. Ќе видите и сега самите и прасина имаме многу мирни.